Господине Јовановски, добро вечер и добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Дали добивте впечаток дека можеби повеќе на оваа средба и на ова се што се случуваше денеска се стави акцент на оние економски соработки, инфраструктурни поврзувања и се друго што беше договорено, отколку на она што се чини на историјата, она што некако е најболна точка за македонскиот народ, имено и најконтраверзно за историчарите е славењето на заеднички празник. Каков е вашиот коментар? Јас ВМРО ДПМН со низиниот став излезе уште пред подолг период во однос на договорот, уште во оној момент кога Заев го објави тој документ кај нас во парламентот на затворена седница и каде што кажат дека договорот не е конечен и дека договорот ќе може да претрпи некакви измени ако имаме ние, односно сите оние пратеници забелешки. Но еве, по не знам кој пат, тој ги излажа граѓаните на Република Македонија. Договорот одма веднаш дојде одговор нели од бугарската страна дека тоа е завршена работа и дека таму не може да има никакви измени, нити дополнувања. Тоа значи дека договорот кој бил договорен претходно, Заев нас како пратеници не лажеше дека можеме нели да интервенираме во оној дел за кој ние како партија, како идеологија сметаме дека не е добар за Република Македонија. И еве сега имаме прилика денес да видиме како господинот Заев го потпишува договорот и вели тие биле влада која нудела решенија, а не проблеми. Ако овој договор вака потпишан не нуди проблеми, тогаш не знам кои се решенијата. За тие проблеми кои ги нуди овој договор сведочи и денешната блокираност на Скопје, односно целата влада беше блокирана и со железа, и со барикади, со блокади. Собранието беше исто така, тој договор го крие веќе подолго време, во јавноста го нема никаква дебата за него. Значи, ако е толку добар тој договор и ако толку е договор кој нас ни нуди можност, каква тој само во главата ја има замислено и со неговиот китнес убав јазик сака да ни го соопшти тоа, нема потреба од криење, нели? Треба да го објави и народот да слави денес, а не да биде практично блокиран во неговите движења овде низ градот Скопје. Тоа е едната работа. Втората работа, јас лично и како член на ВМРО ДПМН и пратеник истовремено, не можам да му се лутам на Бојко Борисов, не можам да и се лутам на бугарската страна, бидејќи во принцип секогаш една земја кога се стреми да си ги оствари своите цели, бара начин како да ги оствари своите цели. Во овој наш, еве, така наречен премиер, јас лично не го прифаќам него како премиер, бидејќи тие направија некакво парламентарно мнозинство на вештачки начин и така натаму, но тоа е друга работа, не сум за тоа дојден, тоа е за некоја друга тема. Најде еден таков премиер, кој еве сега имавме прилика да видиме овде како ја витка кичмата со неговиот другар, вели, и така натаму. Со свитка на кичма тој потпишува договор. И меѓу другото, ако имавте прилика да чуете, тој во неговото обраќање рече мојот народ. Не македонскиот народ, не народот на Република Македонија, мојот народ. Тоа што значи? Значи дека тој веќе почнува да го имплементира она што го потпишал. За она за кое ВМРО, нели, реагираше. Односно околу заедничката историја, околу јазикот, околу употребата нели на идентитетот и така натаму. Она што господинот Борисов го спомна дека биле блиску до потпишување со ВМРО ДПМН претходно, имено не се потпиша тој договор точно за овие спорни прашања. Околу историјата, славењето на заеднички празници, околу она што се вика учебници, нели, и така натаму во контекст на она што го потпиша денеска господинот Заев и во она што се вика јазик, бидејќи тие инсистираат јазикот како во уставот, а ние знаеме дека утре други ден ќе имаме, а веќе од синоќа имаше на владина седница законот за албанскиот јазик и тогаш и тој ќе влезе во устав и тогаш што правиме? Ние сме држава со два јазика. Значи кој е вистинскиот? Практично се оди на губење на идентитетот, на обезвредување на македонецот. Со други зборови, со овој договор се прави непоправлива штета на Република Македонија, а ова што велите вие дека на полето на економијата,
Тоа е Некако само... се доби впечаток не, дека се тука и се добива, но тоа е, стави видете, во политиката тоа е секогаш така, ти акцентот. мораш нешто да направиш плюс за да го потврдиш она што веќе си го потпишал. Односно, лагата за да биде до крај вистина, тој ти вели дека еве ние потпишавме договори за економија. Како што пред извесен период овде на вашата телевизија еден од вашите новинари Ценети рече, па не е важен договорот, важно ние економски ќе бидеме подобри. Ќе имаме поголеми плати и така натаму и така натаму. Но е нешто слично во таа смисла кажа, нели не можам точно, но мислам дека е тоа отприлика. Секој оној што мисли дека со подпишувањето на тој договор ние економски кој знае какви ќе станеме, се лажи. А тоа времето ќе го покаже. Јас пред година и 2 месеца, 3 прв пат настапив на оваа телевизија во една дебатна емисија каде што ги објаснував нештата дека оваа влада е неправилно наречена, односно владата на ВМРО ДПМН е претходно, или 10 годишното владење, режим и така натаму. Ја имав таму една позната реченица, ако во една држава се градат театри, таа држава не може да биде режим. Сакам да кажам дека театарот е слобода, театарот е дух, театарот е нешто кое е дежурен виновник, односно дежурен критичар на власта цело време она што го прави, нели. Така да преку театарот ние се поистоветуваме на културниот и уметничкиот и така натаму наш преку идентитетот, нели, развој. Но еве, дојдовме до ова до кое дојдовме, граѓаните се тие кои треба да одлучат и мислам дека со ова се прави еден страшен удар врз нашата татковина, врз нашата држава, со самото тоа што мислам дека народот никогаш нема да го прости на господинот Заев ова што го потпиша. Зборувам за оној народ кој е вистински македонец. Зборувам за оној народ кој размислува македонски. Зборува за оној народ кој е патриот во принцип и кој сака да си ги брани своите сопствени ставови. Во контекст на сето тоа околу заедничката историја, мислам дека и тоа беше као прашање, можам да ви кажам, да, славењето на исти празници. Да. Прво, уште еднаш ќе повторам, немам ништо против Бугарија, нити против Бојко Борисов, нити против нивниот начин како дојдоа до тоа. Но прво треба да сватиме една работа. Тие никогаш не се извинија за она што го направија на територија на Република Македонија. Тие беа припадници на фашизмот, односно на национализмот кој го имаше, нели, Хитлер. Впрочем, нашиот АСНОМ, нели, највисокото тело кое го славиме исто на 2 август, првиот збор е антифашистичко собрание, значи против фашизмот. Ако таа земја била фашистичка и била дел од Рим, Берлин, Токио, Оската, и ако овде правела такви масакри, злосторства и така натаму врз македонскиот народ, а за тоа сведочат многу историски податоци, мислам дека прво требаше да се извинат во знак на добрососедство и соработка, односно на некоја повисока цел. Тие никогаш не се извинија, нити пак имаат намера да се извинуваат. И сега тука станува збор за која заедничка историја ние ќе славиме. Дали јас имав прилика пред 85-та, колку сме 2032 години, да играм монодрама за Благо Јанков Мучето. Јас морам да го кажам ова пред народот, пред луѓето. Сите мои настапи се врзани за гледачите, односно за народот, за луѓето. Секогаш настапувам од таа позиција. Јас се ежам од тоа. Благо Јанков Мучето на 22 години оди во Белград, ги организира урсовите синдикати, победува и го намалува работното време на 8 сати работно време. Замислете, она што и денес. И ги зголемува дневниците. Со текот на борбата се враќа назад и се бори, нели, на страната на народно-ослободителната борба на Македонија против бугарскиот окупатор. Окупатор, замислете. Јас не се либам од ова да го кажам. Нити пак имам намера некого да навредам, но никогаш не треба да се срамиме од делата кои сме ги направиле. Напротив, ќе бидеме поголеми доколку си ги признаеме. Во која сакате смисла? Благо Јанков Мучето на еден состанок во Штип ги провалуваат, нели, предавници, тој ранет успева да побегне пеш до Струмица. Значи од Штип до Струмица. Се крие во една куќа кај еден негов пријател, но и таму го предаваат и тој бегајќи во паркот во Струмица го застрелува еден од бугарските војници. Го убива и неговото тело бугарите го носат пред собранието, односно пред општина Струмица, која и ден денеска таква каква што постои. Го фрлаат на земја, ги собираат луѓето од Струмица во ред, во колони и ги тераат да го плукаат. Доколку оној што нема да го плукне Благо Јанков Мучето бил тепан крвнички. Сега зборуваме ние за која заедничка историја? За историјата за Мирче Ацев, за Јосиф Јосифовски свештарот, за Кузман Јосифовски Питу, за сите оние македонски синови кои ги дале своите животи за слободна Македонија.
За таква ние зборуваме заедничка историја. Како ќе се избрише таа историја, ако во името на нивни некои претходници тие требаше да се извинат. Односно, Заев требаше да го побара тоа во најмала рака. А не со свитка на кичма, и можем уште тука многу вокабулари да употребам, да оди таму. Но знаете каков е коментарот? Да не гледаме кон минатото, да гледаме кон иднината. Така е. Бугарија ќе ни помогне да влеземе во Европската унија, ќе биде пријателство. Не, Елена, никогаш Бугарија нема да ни помогне повеќе. Баш како тоа, Бугарија најде само еден слободен простор и вакуум од планот на Заев 369, нели да си го реализира она што е нејзино. Ние во Европска унија и во НАТО ќе влеземе во оној момент кога ќе го смениме името. Оти ние впрочем овие 25 години не можевме да влеземе после сите препораки заради името кое е наметнато пак од Грција. Значи, 369 планот е прво со Бугарија да подпишеме, како што впрочем Заев изјавуваше и во кампањата дека Македонија е виновна за сите проблеми околу соседството. Не може само тие да ни биле виновни, нели? Тој тоа го изјавуваше секаде кај што ќе стигнеш. Едно од првите решенија е ова, второто решение ќе биде со воведувањето на или имплементација на тиранската платформа и третото ќе биде со менувањето на името. И тогаш Македонија во која Европска унија ќе влезе? Со кое име? Со кој народ? Е обезличена. Пифтиеста маса. А кога таков ќе влезеш ти во Европа, на Европа не и треба. Значи, сакам да ви кажам дека можеби ќе бидеме поделени на некои кантони. И сега ние ќе имаме кобајаги во наводници убав живот, а ќе немаме ништо друго, односно ќе го немаме она што имаме, што се вика македонски идентитет и така натаму. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека децата кои сега имаат 4 или 5 години, после 15 години ќе немаат поима дека биле родени во Македонија и дека биле македонци и така натаму. Бидејќи ќе им се испере умот со сите овие учебници кои тие ги заговараат. Да оставиме малку простори за другите теми, бидејќи би сакала да прокоментираме и за она што се случуваше денеска во собранието, таму ребаланс на буџетот, но да одиме со ред. Ја спомнавте Европската унија, за ова што го говоревме и до сега, подпишувањето на договорот денеска. Реакции стигна од официјален Брисел, од Германија. Би сакала да ги прочитам во продолжение, па ќе ги прокоментираме околу меѓународниот фактор реакцијата и реакциите дома и она што е спорно во договорот. Имено Европската унија го поздравува подпишувањето на билатералниот договор меѓу Бугарија и Македонија, наведуваат во заедничката изјава високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Овој договор ја покажува одлучноста на двете страни за надминување на билатералните прашања и представува инспирација за целиот регион. Тој е позитивен чекор напред во добрососедските односи и ја зацврстува ЕУ перспективата на поранешна Југословенска република Македонија во интерес на нејзините граѓани, стои во заедничката изјава на Хан и Могерини. И Германија го поздрави договорот што денеска во Скопје го подпишаа премиерите на двете земји, Зоран Заев и Бојко Борисов, оценувајќи го како историски. Го поздравува многу тоа што по многу години безуспешни преговори се најде консензуално решение на отворените прашања. Со тоа двете држави испраќаат важен сигнал за успешна билатерална, но и регионална соработка на Балканот и за натамошната евроатлантска интеграција на поранешна Југословенска република Македонија, наведува во пишаната изјава министерот за надворешни работи на Германија Зигмар Габриел. Господине Јовановски, споменавме иако договорот и официјално е подпишан, Европската унија слушнавме честита, но реакциите дома не стивнуваат. Има големи забелешки во јавноста, можевме да слушнеме и во изминатиот период. Што е она што е најспорно? Најспорно е негирањето на македонскиот народ, негирањето на македонскиот идентитет, негирањето на јазикот. Најспорно е она што нас не прави посебни со нашиот јазик, со нашиот идентитет, како посебна нација, како посебен народ со признат јазик. Тоа е најстрашното, она што нели го подпишува господинот Заев во овој договор. Од друга страна, јас не очекував некоја друга реакција од страна на меѓународната од Европската унија, нели начело со Хани со Могерини и овие поголеми земји, нели германскиот министер за надворешни работи, бидејќи тие макамачеа, нели подолг период во кој ние константно
имавме препорака од Европска унија да ги почнеме преговорите, но проблемот бил името и така натаму и така натаму. Тие почнуваат сега вака, како што впрочем кажа господинот Хан во една прилика, ваков премиер да баравме немаше да најдеме. Браво, алал да му е. Значи секој оној кој во случајот Заев ќе дојде и ќе ја свитка кичмата до толку колку што ја свиткува, можеби и уште повеќе ќе ја свитка, не знам, ќе види времето, ќе покаже. За нив е добре дојден. Значи, помалку проблем ќе имаат за да си го решат она зацртано кое си го имаат. И ја не им се лутам заради тоа. Тоа е нивно право, тие тоа го прават. Но од тебе зависи и од народот внатре, нели, дали тоа ќе се успее така да биде или нешто поинако. Бидејќи ние овде имаме во принцип квинслинска влада од другата страна, имаме луѓе кои се квислинзи и се радуваат на сето ова, молчат, впрочем молчат сите нивни условно историчари кои ги гледавме во претходниот период како дефилираа на Канал 24, не знам, на Телма и така натаму, и не убедуваа во позитивноста на ваквите решенија. Сите нивни правници, сите нивни доктори на науки и така натаму, сега молчат, ги нема. И впрочем, во тој контекст сакам да ги спомнам и академиците. И сега јас, еве, пак уште еднаш, по не знам кој пат ќе ги запрашам, на која држава ќе бидат тие после академици? За чија историја ќе зборуваат тие? Зашто ќе бидат тие академици? Кому ќе бидат тие академици? Кога ќе не нема? Мислам, страшна е ситуацијата, е многу страшна, барем за мене е толку многу страшна, имајќи го предвид дека јас сум прво патриот, сум традиционалист, христијанин и така натаму и така натаму. Значи сето она што мене ме прави македонец, ништо друго повеќе. Тоа е вака од прилика моето размислување, односно поимање на овие работи кои ни се случуваат со експресна брзина, така би рекол, оти кога се склучува договор помеѓу две држави за добрососедство и соработка, белки треба да помине еден извесен период. А не да ми се сугерира цело време владата на ВМРО ДПМН го правеше овој договор, јас само го завршив. Не е точно. Владата го правеше, но овие спорни прашања за кои сега дискутирам, никогаш не дојдоа на дневен ред за да се решат, за да биде и едната и другата страна задоволена. Овде ние гледаме едната страна ликува и со право, и задоволна е, додека другата страна исто задоволна, ама со блокирање улици, со плашење од народот, со бегање од јавна дебата по повод овој договор, и сега ќе ни го... И во една прилика тој господинот Заев рече, јас не сум виновен за ова. Па претениците ќе треба да го гласаат. То знаете на што ми личи? Како Анит кога го осуди Сократ, вели јас не го осудив, вие тоа го баравте од мене. Дали ме разбирате за што ви зборувам? То се такви луѓе, впрочем и тој самиот, бидејќи милион пати кажал во јавност нешто, па после се демантирал самиот себе си. Се надевам, ајде да мислам дека и ова подпишување на договор ќе го демантира понатам. Дај Боже, нели, но мислам дека тука нема веќе враќање. Да споменеме дека Борисов и неговата делегација се во Македонија 2 дена, утре е големиот празник Илинден. Би сакала малку да информирам околу тоа што не очекува утре. Македонија утре ќе ги одбележи двата историски Илиндена, 114 години од почетокот на Илинденското востание и 73 години од првото заседание на АСНОМ. Чествувањето утре ќе почне во 8 часот во црквата Свети Спас во Скопје, каде ќе се обрати премиерот Зоран Заев. Тој и премиерот на Бугарија Бојко Борисов ќе положат цвеќе на гробот на Гоце Делчев во дворот на црквата. Во 10 часот свеченоста ќе продолжи на Скопскиот плоштад пред споменикот на првиот председател на АСНОМ Методија Андонов Ченто. Таму своје обраќање ќе има председателот Ѓорѓе Иванов. Во 11 часот во Пелинце ќе се обрати вице-премиерот Кочо Андјушев, а централната прослава е на Мечкин камен во Крушево, точно на Пладне. Таму обраќање ќе има председателот на Собранието Талат Џафери. По повод празникот, телевизија Нова утре во 8 часот ќе почне специјално отворено студио Илинден 2017. ВМРО ДПМН нема да учествува на прославите на годинешниот Илинден поради страф од можни провокации на нивните членови. Поради тоа, партиска делегација денеска го посети Крушево и положи свежо цвеќе на неколку историски локалитети. Добро, јас сакам денес најпрвен на сите граѓани на Република Македонија од името на партиската делегација на ВМРО ДПМН да им го честитам најголемиот слободарски празник на нашата држава Илинден. И во тој спомен денес дојдовме да положиме букет пред споменикот на паднатите херои на Мечкин камен. Тоа го правиме денес од две причини. Прво затоа што сметаме дека ово Илинден
е премногу важен за наистиот да дадеме легитимитет на нелегално избрани функционери. Второ, затоа што имаме огромна чест како партија која што ги полага своите корени на историското ВМРО да, како современа генерација, ја одадеме почита на паднатите жртви за Крушевската република, која што е темел на современа Република Македонија. И трето, ги повикуваме повторно сите наши членови, симпатизери и граѓани кои сметаат дека оваа порака е соодветна, да се воздржат од давање на легитимитет на прослави организирани од владата на СДС и ДУИ, затоа што цениме дека можно е со такви некои одлуки кои што го иритираат народот, како одлуката господинот Џафери да се обрати тука на Мечкин камен, да се создадат некои услови или некој да смислил некои намерни инциденти кои што можат да ја нарушат честа и достоинството на Илинден како еден голем македонски слободарски празник. Господине Јовановски, стравувате ли од можни инциденти утре? Па имајќи во предвид со каков противник имаме работа, нормално. Ние не сакаме со ова наше решение, не сакаме народот да го вовлечеме во непотребни проблеми, нели дополнителни во контекст на нашето празнување и прослава. Но истовремено не можеме на никого да му забраниме да отиде на Мечкин камен и да си го прослави 2 август или Илинден, онака како што сака да го поздрави. Во контекст на се тоа, јас би сакал да спомнаме на работа. Тие, велите, утре ќе оделе да положат свеќе на гробот на Гоце Делчев. Дали господинот Заев, еве јас ќе го подсетам, знае дека Гоце Делчев една своја изрека вели вака: нема поголем непријател од оној кој има поголем пријател од својата татковина. Дали ќе ја мисли оваа мисла кога ќе отиде таму да се поклони на тој, нели, гроб на Свети Спас, црквата Свети Спас, кај Гоце Делчев. Гоце Делчев кој велеше за мене, нели, е културен надпревар меѓу народите, нели, и така натаму. Каде е културата тука во, нели, во тој контекст за кој зборував? Тоа е втората работа. И третата работа, морам да кажам тука во контекст на ова, заради гледачите најмногу. ВМРО е внатрешна македонска револуционерна организација. 4 свети букви, нели? Ама внатрешна, тоа значи наша. Тоа значи приказна која трае и обстојува со години. Така? ДПМН е Демократска партија за македонско национално единство. И тука, нели, е споено сето тоа околу државата, околу патриотизмот, околу македонизмот, околу она што сме ние. И тоа е приказна која трае и ќе трае. За разлика од приказната на нашите идеолошки противници, нели, од Комунистичка партија, па преку СКМ, па ПДП, па не знам што, до Социјалдемократски сојуз. Тие во нивниот континуитет немаат никогаш вистинска приказна. Тие се приказки кои се стално хибриди, калемени, како да ви кажам. Не знам дали ме разбирате. И во тој контекст тие никогаш не се развивале како вистински македонци. Не се развивале во духот на патриотизмот. Секогаш се разликувале, односно оделе по линија на помал отпор, водејќи се од ситен собствен интерес, а во името, нели, зборот им е голем, а во интерес на граѓаните. Околу зборот колку им е голем, јас неколку пати од говорница им кажав, вашиот збор е голем колку копа сено, но мислата ви е како игла. Оди, па ти најди ја. Дали ме разбирате? Не знам, малку метафорично се однесува. Така, од прилика, јас морам, еве, на сите наши гледачи на телевизијата и на сите македонци да им го честитам утрешниот празник, празникот Илинден, кој е наш печат, наш идентитет, нели, и така натаму, да го поминат онака како што секој мисли дека треба да го прослави, да го помине и така натаму, во контекст на она што мојот колега Антонио Милошовски го спомна, дали требало Талат Џафери да чита таму или не требало да чита. Ние сите знаеме дека Талат Џафери беше нелегално избран со недоволен број гласови. Ние како пратеници и него признаваме за председател на собранието, се однесуваме со него, го нарекуваме колега Џафери, не му велиме председателе. Се додека можеби некогаш некаде ќе излезат тие проблеми кои се случија на тој еден чуден ковен ден кога се случи ова се што се случи. Така да имаме уште многу за обработка и она што, нели, го чувме како соопштение, се треба да се преиспита после. Со една доза на мудрост, со една доза на ладни глави, со една доза на
многу внимателност, се она што сега ни се случува на полето на разнебитување на државата, на препродажба веќе по не знам кој пат на државата, од разни преддавници, квислинзи, издајници и така натаму, со една единствена цел заради задоволување на своји ситни собствени интереси, сето тоа еден ден ќе го преиспитаме. Сите тие еден ден ќе се срамат од сето ова, но се надеваме дека ќе бидеме живи да го видиме и тоа. И тука овој дел од разговорот ќе го заокружиме околу подпишувањето на договорот денеска, околу прославата, заедничката прослава на Илинден, тоа што не очекува утре. Ќе продолжиме понатаму со она што се случуваше денеска во Собранието. Вие сте пратеник таму, веќе погледнеме од прилогот во продолжение. Имено денеска во Собранието почна расправата за дополнителниот предлог ребаланс на буџетот, што владата го усвои на седница во петокот и го достави до Собранието. Од владата велат дека целта на ребалансот на буџетот е да се намалат непродуктивните трошоци и да се обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. За опозицијата пак ребалансот е за партиски вработувања на СДСМ наместо за граѓаните. Љупка Камчева. Со транспаренти пројде живот се крати од Македонија. Пратениците на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија го изразија своето незадоволство од ребалансот на буџетот на првиот ден од пленарната седница во Собранието. Од ВМРО ДПМН обвинија дека се кратат многу средства за значајни проекти за граѓаните, а единствено пари има за партиски вработувања кои ги реализира Социјалдемократскиот сојуз откако дојде на власт. Обвинија дека огромни кратења има кај капиталните расходи. Според Илија Димовски, со ребалансот развој нема да има. Ребалансот не е развоен, лоше за граѓаните, фирмите, странските компании, пензионерите, младите и социјалците. Растот од 2,2% нема да биде постигнат, тврди Димовски, и го повика Тевдовски на облог. Од 706 амандмани, поднесени од ВМРО ДПМН, не е прифатен ниту еден, а парламентарното мнозинство не даде ниту едно објаснување зошто не се прифаќа и зошто се крати, а амандманите се однесуваат на она што било почнато и не било завршено, изјави Лилјана Кузмановска. Се плашам, односно знам дека овој буџет и ребаланс не е реформски, односно ова не значи реформа во делот на економијата. Затоа што кратењето на капиталните инвестиции, кои значат раст и развој на економијата, како во делот на извоз, потрошувачка, вработувања, во основа и во старт се кратат од овој ребаланс на буџет, а за сметка на тоа имаме зголемување на плати, во кои, за жал, ќе се вдомат партиски лица. Министерот за финансии Драган Тевдовски во образложението за ребалансот истакна дека со прекројувањето на државната каса се кратат непродуктивните трошоци, репрезентации и службени патувања и се пренаменуваат средства за социјални мерки, поддршка на домашните предпријатија, минималната плата, пари за ПИОМ. Со ребалансот на буџетот, буџетскиот дефицит е 2,9% од бруто домашниот производ. Предвидено е економскиот раст да изнесува 2,2%, наместо првично предвидените 3%. Кратењето на непродуктивните трошења на власта обезбеди можност за буџетирање на нови мерки кои значат поддршка за граѓаните или домашните предпријатија. Тие мерки се минималната плата, решение за стечајците, поддршка за малите и средни предпријатија и земјоделците, укинување на радиодифузната такса и слично. Со други зборови, тоа е дел од програмата на новата влада што може да се реализира на краток рок. Останатите мерки кои се планирани и кои граѓаните и фирмите ги очекуваат се дел од подлабоки системски промени и оттаму ќе бидат вклучени почнувајќи од буџетот за 2018 година, на кој како министерство веќе работиме. Максимум 5 дена е предвидено да се расправа на пленарната седница по однос на ребалансот на буџетот. Нова седница почнува во четврток во 11 часот. Господине Јовановски, ни остануваат уште малку минути од овој информативен преглед. Би ве прашала, го погледнавме прилогот. Како гледате на прекројувањето на државната каса? Ќе се обидам да бидам поконструктивен и побрзо ќе зборувам малку. Еве, имавме прилика да го видиме министерот Тевдовски. Министер дури. Но,
со еден чуден речник како разговара, тој во парламентот, да не забораваме да ги подсетам гледачите, рече дека косата му паднала од критиката за непродуктивните трошоци. Бидејќи сега направи ребаланс според негова потреба, знаење, умење и така натаму, белки ќе почне да му расте косата сега. Обратно, нели, ќе му биде подобро може. Тој во една прилика своја спомна дека ја спомна Данска и така натаму и така натаму. Па јас од тука да му порачам, во Данска нема предавници како овие да ја продаваат државата на една или на друга држава со свиткање кичма, па да зборуваме ние за ребаланс. И третата работа е самиот ребаланс. Ние во ребалансот на буџетот тие се правдаат со тоа дека ова бил буџет на ВМРО ДПМН, односно на претходната влада. И тие правеле ребаланс. Ја не знам зошто правеа ребаланс на крај краишта, зошто не го оставија целиот буџет таков каков што наследија. Па сите негативни импликации да ги соопштат после. Но тие направија ребаланс, ние им оставивме, мислам дека околу 220 милиони евра во касата, тие уште се задолжија дополнително 75 милиони, не знам. Значи, сакам да ви кажам, на сите наши забелешки и на сите наши амандмани кои ги поднесовме, тие одговараа или ја одолговлекуваа расправата на Комисијата за финансирање и буџет, ја одолговлекуваа расправата со флоскули од типот ко владата на ВМРО ДПМН е порано трошела, не знам што правела, не знам како правела, без да сватат. Замислете, ја им го кажав ово одговорници и сега ќе го кажам. Тоа е минато определено свршено време. Вие правите на ребаланс и вие треба да почнете да испорачувате дел од ветувањата кои ги дадовте на граѓаните, така? Тие за сите испорачки, за сите оние ветувања кои ги ветуваа во нивната предизборна кампања и така натаму, велат ќе, ама не ќе 2017, него ќе 2018, ќе 2019 и така натаму. Тоа ќе многу пати може да биде само ќе и ништо повеќе. Значи, имајќи во предвид што они досега во изминатиот период, додека биле на власт, направиле, јас се сомневам дека воопшто тие ќе одговорат на ова што го бараат граѓаните или она што го ветиле за граѓаните. Нити пазете, они кратат капитални инвестиции, кратат во образование, кратат во за градинки, за изградба на градинки, кратат во сферата на културата, кратат секаде, значи во сите општествени, целиот општествен сегмент на живење на луѓето, нели во сите професии. Кратат на изградба на училишта, на спортски сали и така натаму и така натаму. Не знам зошто кратат, им оставивме пари, се задолжија пари и велат дека немало да им стигнат. А за возврат на тоа што гледаме? 100, преку или веќе 100 или повеќе од 100 луѓе вработени. Нови. Припадници на Шарана, припадници на, не знам, Левица, припадници на Сорос и така натаму и така натаму. Имало или немало? Значи, сето она што го ветува на народот да му го дадат, тие не. Едно од амандманите, нели, покрај ова, морам да го спомнам, беше амандманот за стечајните работници, односно за, тоа морам да го спомнам заради гледачите, односно за жртвите на транзицијата. Бидејќи тие нудат живот, така, нивната кампања беше живот за Македонија. Овие стечајни работници, да не заборавиме, останаа 200.000 или повеќе од 200.000 во нивно време. Од 94 до 98 со криминалната приватизација, која како таква ја изгласаа во парламентот. Значи тогаш. Законски ја потврдија практично. Направија таков еден грабеж невиден, оставија 200.000 луѓе надвор. Дел од тие луѓе умреа, дел од тие луѓе што останаа ВМРО ги вдоми со новите нели вработувања, останаа уште 120 или 130.000 невработени. Ние во нашата програма реално имавме еден начин како тие луѓе да ги вратиме нели пак во живот, односно да ги вратиме да почнат да функционираат и да работат. Со отворање на тие фабрики нели кои беа затворени, со доведување на нова технологија, машини и така натаму, односно да ги вратиме во живот, да почнат пак да работат тие луѓе и тие да можат да се вклопат нели во системот во кој сме. Тие и тој амандман го одбија. Со други зборови сакам да ви кажам дека ние сме 51 пратеник од ВМРО ДПМН, 5 мина има од БЕСА и 20 има од ДПА. 58 тоа прави, така? 58 пратеници. Сите амандмани што ги поднесоа не беа ни еден прифатен. Од другата страна има 62 кои го одбиваат сето тоа. Значи, 62 многу се подобри, умни и така натаму од 58-те. Сите оние амандмани кои се однесуваа на нивни, нели ние како ВМРО им ги поднесовме, со една општа забелешка дека во секој момент ние ќе ги подсетуваме за сите оние барања или сите оние амандмани кои во изминатиот период тие им го нудеа на граѓаните и во интерес на истите граѓани, нели, со цел да ја тргнат власта на ВМРО ДПМН, нарекувајќи ја режим, нарекувајќи ја
власт која ја заробила државата, еве сега видам гледаме како тие ја одробуваат оваа држава, ние во нивното одробување на државата се плашам да не станеме емигранти во сопствената ни земја. Така да, нудејќи, и со ова ќе завршам, нудејќи живот, практично тие им го одземаат правото на живот на граѓаните на Република Македонија. Не умирај магаре до зелена трева, се вика тоа. Значи, тоа е така една вешта, смислена тактика нивна. Никогаш, значи, тие во претходниот период ништо немаат направено. Ова со ребалансот е само Потемкинови села или параван зад кој се крие продажбата на државата. Од прилика тоа е мојот став во контекст на сето ова. Ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Во продолжение, почитувани, ќе гледате спорт, останете на оваа фреквенција. Колешката Катерина ја гледам веќе е подготвена за спортските вести во продолжение. Од мене пријатно.